Градоначалникот кажа за техничките детали за проектот, самиот проект, што подразбира, што значи овој проект за мештаните, за околните жители овде во општина Ѓорче Петров. Она што мене ме радува е фактот дека и покрај сите проблеми, дел од нив и ги спомена на Александар, сепак општината продолжува да работи на терен, продолжува да ги исполнува ветувањата кои што се дадени пред граѓаните. И од тука е нервозата кај нашиот политички конкурент, кога ги напаѓа градоначалниците од ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН, а имате во Македонија повеќе од 20 градоначалници од СДСМ и од ДУИ. Јас ниту отчет видов, ниту знаеме кој проект тие го реализира. Така што сето тоа кое што денеска представува напад, сето тоа кое што представува непринципелен напад, ние со насмевка мораме да го прифатиме и истовремено да одбиеме, што би се рекло, на невистините кои што доаѓаат од нашиот политички противник СДСМ. Она кое што исто така е важно е и во периодот кој што следи и покрај сите предизвици да продолжиме да работиме, да го испорачаме тоа кое што сме го ветиле на граѓаните, но и да испорачаме и повеќе од тоа што сме ветиле на граѓаните, затоа што мора да покажеме дека не се сите исти, дека ние сме различни, затоа што ни предстојат предвремени парламентарни избори, кога граѓаните треба да ја дадат довербата на тој на кој што тие мислат, а ние цениме дека сме многу поконкурентни, многу покомпетитивни и луѓе кои што држат до зборот тоа што го ветуваат и го испорачуваат. Така што срамот ќе се остане кај тие што денеска се гласни, а треба да молчат, ние ќе продолжиме да работиме. Колку пониско тие удират, толку повисоко ние ќе се креаме. И благодарам. Ако имате дополнителни прашања, ви стојам на располагање. Ваш коментар кратко во однос на тоа дека велите владата спроведува план за системско уништување на општините. Меѓу другото гледаме и добиваат високи сметки за струја, бараат пари, владата се не согласува, односно еднашка веќе ги одби. Па еве кажа градоначалникот на општина Ѓорче Петров само еден дел, а тоа е дека сметките за струја се многу повисоки од тие кои што биле до сега. Кога велиме многу повисоки, зборуваме за 4 до 5 пати повисоки. Енергетската криза, ако се сеќавате од минатата година, кога се подготвуваше буџетот. И сега сериозна влада која што мисли на народот, знае дека ќе се случува енергетска криза и наместо таа енергетска криза да ја злоупотребуваат за договори во 4 очи во рек Битола за копање, провизиите да завршуваат во се подебели куферчиња кај фамилијата, требаше да води сметка како да ги зголеми дотациите до општините во буџетот. Ќе ви дадам еден податок. Од 2018 до 2021 година дотациите од централниот буџет до општините растат секоја година, дури има една година и со 34 милиона. Оваа година, 22 се помали, односно од 316 на 312 милиони евра во услови на енергетска криза, во услови на ковид пандемија, во услови на економска криза. И јасно е тоа зашто така, затоа што народот заедно со ВМРО ДПМН и коалицијата го порази овој криминален и корумпиран трул режим на СДСМ и ДУИ. И тоа ќе продолжи. Ние не очекуваме дека Фатмир Бесими, Артан Груби, Фатмир Битики, Бујар Османи, Али Ахмети и администраторот Ковачевски ќе имаат разбирање за општините и за народот на Македонија, но ќе се бориме и ќе победиме и ќе ги поразиме, а потоа ќе има одговорност. Господин Мицковски, пред малку рековте следуваат предвремени парламентарни избори, има ли некои информации нови кои што за јавноста не се познати на оваа тема? И уште едно прашање во однос на Бугарија. Вчера кажавте дека договор донесен, ако точно цитирам, на швейцарски начин не е прифатлив за наредната власт која би била предводена од ВМРО. Да помене каков договор би бил прифатлив и дали во моментов со таквата изјава се подриваат преговарачките позиции? Преговарачките позиции се подриваат со тоа што се лицитира со идентитетот на македонскиот народ и со идентитетот на Македонија како држава. Со тоа што Артан Груби, Бујар Османи и Али Ахмети лицитираат со промена на устав, а тоа го потврдува администраторот Ковачевски,
слепиот следбеник на заевизма. Така се подриваат преговарачките позиции. А со барање да се подржи декларација за титанот, великанот Ѓорги Делчев во собранието, не само што се зацврснуваат, туку на тој начин уште повеќе се дава тежина на тие преговарачи кои што се на маса и кои што преговараат. Така што тезата, било каква и да е многу погрешна и не одговара на реалност. Затоа и понудив единство, затоа и понудив да застанеме сите заедно во одбрана на македонските национални интереси, затоа што на народот му е прекуглава од корумпирани и криминализирани политичари на сметка на идентитетот на македонскиот народ да се богатат и да градат политички кариери. Не треба само да климате со главата додека ги газите црвените дебели килими каде и додите надвор од Македонија, туку треба да дојдете од дека на улица Радушка, да седнете со овие луѓе да позборите што му недостасува на народот. За жал, овие луѓе одамна го изгубија тлото под нозете и одамна се вивна таму каде што не треба во облаците, но народот гласно ќе зборува на следните предвремени парламентарни избори кои што ги споменавте. Јас ќе ги повторувам, бидејќи е одговорно час поскоро да имаме предвремени парламентарни избори, затоа што државата тоне во економска криза, ковид пандемија, луѓето ги губат своите животи, образованието ни е катастрофално, буџетскиот дефицит за само 40 дена е повеќе од 11,2 милиарди денари. Енергетската криза е на врата, односно веќе сите се соочуваме со незе и не би можел да издвојам ниту еден параметар кој што не движи во правилна насока. Затоа велам одговорно е да имаме предвремени парламентарни избори. И ќе го повторувам тоа, додека овие политичари во владата не се освестат и не излезат заедно на избори да ја видиме довербата каква е на народ. Господине Мицковски, собранието подолг период не е функционално. Гледаме дека клучните комисии што се избори и именувања за труд и социјална политика се блокирани. Дали имате информации зашто собранискиот спикер Талат Џафери не ги закажува овие комисии, затоа што тој како претседател може во секое време да ги закаже комисиите и да се изберат луѓето кои што треба да се на клучни позиции? Па, мислам дека и таа теза е погрешна. Комисијата за избори и именување е функционална. И не гледам причина зашто спикерот Џафери не ја свика комисијата за предлозите кои што се на дневен ред. Во парламентот има 120 пратеника, така, не е парламентот нефункционален, си има 120 пратеника, таа комисија за избори и именување си има членови, мислам дека се 15-тина, ако не се лажам, ќе ме коригираат еве тука пратениците ако давам погрешна информација, но мислам дека се 15-тина. Тоа што сега они не ја свикуваат, се плашат затоа што нивните партизирани судии нема да бидат избрани најверојатно, бидејќи мнозинството не се сигурни во мнозинството. Овој пат не може да киднапираат пратеници и да чуваат натаму наваму и да не убедуваат дека душата и срцето им се полево или подесно. Инаку го повикувам еве спикерот Џафери уште денеска да ја закаже комисијата за избор и именување, таму си има пратеници ќе си гласаат по сопствено убедување. Не се сложувам со тезата дека парламентот не е функционален, има 120 пратеника во тој парламент кои што секојдневно, колку што сум информиран, дел од нив, поголемиот дел одат и ги извршуваат работните задачи. Дали од ваша страна ќе има предлог за закон за намалување на акцизите на горивото? Чекавме владата да се вразуми и самата да ги намали акцизите, но бидејќи тоа очигледно не се случува, деновите кои што следат ќе има таков предлог. Во област на преговорите со Бугарија, споменавте преговарачки позиции од СДСМ, вас ве обвинија дека ве повикале да учествувате во историските комисии, меѓутоа вие сте отпили. Уште едно прашање, дали мислите дека е можно да дојде до национално единство и обединување? Па видите, ова сепак треба да држиме до сериозноста на темата. Ова не е циркуска атракција. Преку медиуми или преку соопштенија да се каниме на средби или да кажуваме кој кого го побарал на краток 30 секунден телефонски разговор, се седнува на маса и се разговара. Ако има вистинска волја, затоа и ние повикавме. Тука сме, стоиме, нудиме наша помош за национално единство. Еве, прво сака, па не сака една изборна единица. Па прво се договоривме со Заев, па сега овој не почитува тоа да нема техничка влада, па се премислија.
па не 120, 90, па и тоа се премислија. Па декларација и тоа не поддржуваат. И сега, кој е тој кој што овдека работи спротивно од интересите на народот? Така што, ако некој има навистина честна намера да ја вклучи опозицијата во насока да ги зајакне преговарачките позиции, прво требаше да го сподели прашалникот 5+1 или 4+1 или 3-2 или веќе не знам како го нарекува, да седнеме сериозно и да разговараме, бидејќи се работи за идентитетот на македонскиот народ и за иднината на Македонија како држава. Очигледно дека имаат некој пазар позади завесата и затоа, ќе се вратам на прашањето од колегата ваш новинар, ВМРО ДПМН е таков пазар, скриен, позади очите на јавноста, идната влада, што и да се договори, ево ова е порака и до Петков, и до Радев, и до сите останати кои што го фасилитираат тој процес, нема намера да подржи. Ви благодарам, имајте убав ден.